Почитувани гледачи, добровечер. Продолжуваме со нашата серија, односно серијал портрет емисии на македонски литературни творци во потрага по вистинскиот збор. Мислам веќе дека сме на еден добар, успешен пат, бидејќи сме близко до бројот 40 на веќе емитувани емисии, а вечерва ни е гостинка Силвана Димитриевска, писател, автор, односно писателка, авторка од Скопје. Па моето прво прашање, Силвана, ќе биде за тебе, дали е предност да си писател, односно писателка, и да си роден во Скопје, во една поурбана средина, или е подобро да си роден во некој друго место во Македонија, каде што има и повеќе рекички, полиња, планини, води и слично. Ова те прашувам бидејќи навистина урбаното милје, урбаната средина имплицира еден тип на текстови и теми. Но ја да не говорам, одговори ни ти. Јас пред се благодарам за поканата, нели, задоволство ми е што сум тука и што можеме да поразговараме за некои теми поврзани со поезијата и со пишувањето. Интересно прашање. Ако треба да размислувам во некој контекст во однос на, нели, на поезијата и пишувањето и дали е полесно да си автор, нели, во урбана средина или не, сепак ќе кажам дека, нели, поезијата не трпи, да речеме, ни временски, ни просторни одредници, ни граници, така што точно дека, да речеме, оние кои се во урбана средина, некако спонтано им се наметнува, од секојдневието им се наметнуваат и тие некои урбани теми. Јас, за среќа, сум родена во Скопје, меѓутоа, да речеме, татко ми потекнува од околината на Струмица, така што имав среќа... Так. Точно. Имав среќа, речиси, цело детство да го поминам таму, да го почувствувам тој начин на живот, да речеме, тој амбиент и тој, селски начин на живот, таа една идила, таа една поврзаност со природата, едно поинакво функционирање на нештата. И мислам дека до негде држи вода муабетот дека просторот влијае на начинот на пишување, заради тоа што во мојата поезија, колку и да е урбана, се провлекуваат и тие некои мотиви од минатото, се провлекуваат изрази од минатото. Например, некои од песните кои ги имам напишано се Каленица, носат наслов Каленица, или носат наслов Скутина. И тоа се веќе јазични изрази кои потекнуваат, нели, од минатото, еден вид на архаизми, меѓутоа и временски просторно упатуваат на тој некој начин на живење. Така што мислам дека не, да речеме, пресудно, меѓутоа има влијание, секако има влијание. Без намера да ги делам писателите, на писатели, иако има многу поделби на писателите, писатели за деца и млади, писатели за возрастни. И немам намера да ги делам на рурални писатели, урбани писатели. Ама, сепак, факт е дека едно е да се родиш во град и нормално дека ќе размислуваш на друг начин, друго е да се родиш во село. Но, ме радува фактот, податокот, дека и ти си вкусила дел од тој живот, да речеме, внатрешноста на државата, значи во селската атмосфера и амбиент, и добро знаеш, со значи и сончано лице, и испукани дланки, бидејќи на лице место си видела не само каде растат патлиџаните и пиперките, туку и каде паѓа потта, и како се живее како дел од природата. Бидејќи едно е да си ти пред телевизорот во еден затворен стамбен простор, а друго е да си дел од природата покрај нивата, реката, водата и слично. И токму затоа сакам да те прашам. Ти си одела во Струмичкиот крај, ама на кратко. Сепак ти си
девојче, односно девојка од Скопје. Во кој дел од Скопје раснеше, го помина своето детство, бидејќи ова сегашно Скопје не е тоа исто Скопје од мојата и твојата, да речем, младост. Точно. Во кој дел од Скопје? Дел од детството го поминав во Ѓурче Петров, една Ѓурче, преубава, прекрасна убава населба. населба. Мислам дека Ѓурче и денес го има задржано многу тој дух, нели, тој начин на живот, таа комуникација, таа блискост која повеќе се повеќе некако се губи, да речеме, во другите централни подрачја на градот особено. Потоа Ѓорче Петров си има задржано специфики како и Драчево. Точно, имаат задржано многу од тој дух, од таа култура, од тој соживот, да речеме, кој се повеќе, мислам дека недостасува и некако се повеќе сите го сакаме, го бараме и тежнееме кон тоа. Потоа голем дел од детството поминав во Ново Лисиче, значи сосема еден сега на другиот крај, да речеме, од Скопје. Значи детството во Ѓурче ми беше во куќа, со дворче, еден таков начин на живот. Додека животот во Ново Лисиче ми беше во една, тогаш Ново Лисиче беше сосема нова, модерна, ултрамодерна населба, што туку изградена. Со нови згради. Со нови згради, се уште во развој. И тогаш веќе го имаше оној сосема поинаков начин на живот, во стан, во ултрамодерна средина. Меѓутоа, со оглед на тоа што мојот татко не е веќе жив, меѓутоа он еден извонреден, емотивен и носталгичен човек. Некако не можеше никако да се пронајде таму, така што првата прилика повторно си се вративме во Ѓурче. Свој на своето, нели? Така што еве и во тој аспект мислам дека ги имам видено и животот во куќа, во зграда, што е многу животот во зграда, што е многу различно, се си носи свое, се си има и позитивни и негативни, се си има своја убавина, се тоа животни искуства, нели, кои потоа те обликуваат тебе и твојот начин на гледање на работите. Меѓутоа, во секој случај, ако сега би требало, нели, да одберам каде и како би живеела, тоа сигурно би било куќа, двор, Ѓорче Петров. По можност. Ова на гледачите да им кажам, бидејќи сега живееш во хиподром. Значи, твоите преселби биле Ѓорче Лисиче, ама сега Ѓорче хиподром. Сакам да прашам, дали во детството беше пресудно влијанието на семејството, на родителите, за да читаш, па и за да пишуваш подоцна, или тоа се случи можеби во градинка, во училиште, каде што има педагози, наставници, и многу често тие се поттикнувачи. Некогаш може да биде поттикнувач и библиотекарот, односно библиотекарката, со тоа што ќе ти предложи некоја интересна, необична книга да прочиташ, ама главно наставниците по македонски јазик, ако откријат дарба, талент и ако знаат тоа да го поддржуваат, тие имаат големо влијание. Па Силвана, кој влијаеше најпрви врз тебе? Во семејството или надвор од семејството? Говорам за читање, за пишување. Така. Што се однесува, нели, до моето потесно семејство, интересно е тоа што, па и пошироко, никој од моето семејство не пишувал поезија. Значи, точно дека сите го имале таа љубов кон читањето, татко ми особено, љубов кон книгите и љубов кон читањето, од него поседувам една богата библиотека во наследство, нели? Точно така, меѓутоа никој не пишувал. Добро, не е битно, ама... Сега јас се сеќавам дека бев едно многу љубопитно дете, со бујна фантазија, со еден истражувачки дух. И знам дека од моментот кога научив да пишувам и да читам, бев толку фасцинирана од сето тоа и од првите книги кои ги прочитав. Има неколку анекдоти поврзани со тоа. Едната е, мајка ми ја има, нели, раскажувано, нешто се сеќавам, нешто и не.
дека всушност и пред да научам да читам и да пишувам, некаде на 2,5 години сум кажувала песнички наизуст. Денеска знам да ја кажам, например, се кати ноќта црна, се роди карпа брак. И тоа се песнички од 5-6 строфи на 2,5 години. Потоа, кога научив да читам и да пишувам, знам дека прво нешто што направив кога тргна во училиште, се запиша во библиотеката. Така. И се случуваше во еден ден дури 2-3 книги да земам и дури имав прашања од типот девојче, ги читаш ли воопшто книгите што ги зимаш? Аз бев толку одушевена од тој свет. Знам дека прво нешто што читав беа оние стари едни македонски приказни бајки, потоа нели браќата Грим, потоа нели како што одеше литературата натака, како што одеа нели прво, второ задолжителните лектири, меѓутоа толку бев одушевена од тој свет, толку бев внесена во тоа, толку бев полна со прашања околу пишувањето, околу начинот на кој тоа се прави, како се создаваат книгите. Мислам дека уште тогаш сонував, ми беше толку чудесен моментот да се создаде книга и мислам дека уште тогаш сонував дека еден ден јас би го направила тоа. Дека еден ден ќе станеш писател и добро еве, тој сон ти се остварува, ти се остварила и се уште ти се остварува и навистина ова што го кажуваш е за пофалба, навистина уште на толку мала возраст да го рецитираш Рацин, сепак е една посебна специфична дарба. Но ништо не е случајно, така ти по завршувањето на основното образование, каде заврши основно и средно, по кои училишта? Значи некаде до 4-то оделение во Мирчаце во Ѓорче, во Мирчаце, потоа комплетното основно образование во Лазо Ангеловски или во Ново Лисиче. Да. Средното во Јосип Броз гимназијата. Во Јосип Броз, значи се врати во центарот. Така, и некаде уште од прва година средно знаев дека ќе се запишам на филолошки книжевност. Значи тоа веќе немаше тука двојба. Тоа беше моето следно прашање. Значи ти се запишуваш и го завршуваш филолошкиот факултет, каде што си активна во клубот Мугри. Тука има неколку изданија од тоа време, зборници Мугри, и убаво е што ги чуваш, сигурно ти се драг спомен. Ти го водеше Мугри? Беше председател или? Така, некаде од втора година на факултет, веќе бев нели уредник на изданијата на Мугри. На почетокот тоа беше поетски алманах, потоа прерасна нели во книжевен алманах, во кој беа содржани поезија и проза. Последното издание на кој бев уредник е всушност јубилејното, 10-то издание. Потоа веќе нели нормално завршив со студиите и веќе беше редно нели да речеме нови сили да дојдат после мене, точно. Меѓутоа Мугри е еден навистина ми е еден премногу драг период, еден премногу драг спомен. Тогаш мислам дека беа навистина активни филолошки факултет, беше полн со случувања. Од мојата генерација излегоа едни прекрасни имиња кои ден денеска се да тоа сакам малку да подсетиме на тие имиња од Мугри, но малку да подсетиме и на професорите. Кои биле тие професори, зашто професорите затоа и постојат да пренесуваат искуство, да пренесуваат знаења, и студентите или учениците, се разбира, сигурно во еден миг помислуваат, јас да бидам на ова место, јас да станам професор како тој и тој, и јас да бидам наставник, педагог и слично. Па кои беа тие твои генерацијски, да речем, прво пишувачи? Кои бевте заедно во Мугри, членови, заедно што пишувавте, и кои беа тие професори кои што вака со посебен пиетет, да речем, ги памтиш и сакаш да ги издвоиш? Сега јас однапред ќе се извинам ако не успеам на сите да се сетам, нели? Ќе ме извинат секако. Ако треба ќе ги листаме тука. Меѓутоа прва рака можам да кажам дека тука се Ѓоко Здравески, тука е Драгана Евтимова, тука е Билјана Стојановска, Анета Велковска. Тоа се имиња кои, нели, и денеска се да речеме активни во однос на книжевноста и на пишувањето. Еве јас. Тука е Тони Попов. Да, и голем број, меѓутоа тука гледам и
познати имиња: Јадранка Владова, Венко Андоновски, Гостина Мугри, Маја Апостола Тасевска, Јовица Тасевски, Етернијан. Маја Јовица, точно. И вака сега, ако го разлистаме, едно навистина сериозно издание. Ќе дојдеме до, Анета Василева веќе беше спомната, но и Габриела Стојановска. Габриела Стојановска исто, една прекрасна авторка. Некои од овие имиња се и денеска попознати. Филип Клетников исто. Да, Филип Клетников навистина еден... Душко Крстевски исто така. Да. Навистина сте биле поголем број на автори и веднаш да кажам ми се допаѓа и самово издание што сте го подготвили и со форматот, ама и со материјалите, вака содржински. Еве некои имиња ти веќе ги кажа. Винета Огненовска. Винета Огненовска исто. И Винета тука ја сретнав. Затоа велам, значи на вистина силна генерација. Да, сте биле едни, да речеме, убави луѓе, убави души, убави поетски имиња. Една група на млади ентузијасти, надежни точно. автори. Сега, ајде да спомнеме уште некои од професорите, зашто ги спомнавме Јадранка, Венко, ама ја знам и многу повеќе други професори што ти предавале тогаш. Точно, со Венко Андоновски имавме навистина една прекрасна соработка со професорката Јадранка Владова, која ни беше лектор на изданијата, исто така. И токму затоа и го посветивме 10-тиот број токму на Јадранка Владова, заради тоа што непосредно пред да излезе 10-тиот број, таа прерано почина. За жал прерано почина. Меѓутоа, мислам дека ја имав среќата, и овие генерации сега ја имаат среќата да студираат на филолошки и да имаат професори како што се Владимир Мартиновски, Лидија Капушевска-Дракулевска, точно, и Елизабета Шелева, например. Навистина, едни прекрасни професори кои ни беа пример во секој поглед, од кои имаше секој што да се научи. И како личности, и како автори, апсолутно. И како личности, и како автори, еден голем поттик и во однос на пишувањето. Еве јас тука се и Кристина Николовска, Весна Мојсова Чепишевска. Да, посебен поздрав до професорката Весна Мојсова. Да, и други. Точно, тука и Бановиќ. Навистина и Трајче Стамески се од помладите. Точно, Димитар Пандев, професор, еден извонреден професор исто така. Еве сега Иван Антоновски се вклучи во таа плејада од имиња. Навистина привилегија е да се студира на филолошкиот факултет, посебно на твојата група Општа и компаративна книжевност. Ние повозрасните знаеме дека тогаш беа Милан Ѓурчинов, Катица Ќулавкова, но подоцна дојде токму овие помлади професори. Имав среќа, точно имав среќа и мене да ми предава професорката Катица Ќулавкова, исто извонредна професорка, така што мислам дека и во однос на професорите навистина е привилегија да се студира на општа и компаративна книжевност, заради тоа што тоа е факултет кој не само што ќе те подготви книжевно, туку буквално ќе те подготви за сите аспекти во животот. Сега сакам следно прашање, кое веќе го абсолвиравме тој период на студирање и активностите во Мугри, по завршувањето на тој студиум, општа и компаративна книжевност со македонски јазик, каде што дипломираш на филолошкиот факултет, ти подоцна се запишуваш и завршуваш и едногодишна школа за новинари при Македонскиот институт за медиуми. Дали Силвана сакаше да биде новинар или сметаше дека уште една диплома нема да биде лошо? Значи, диплома на компаративист, ама диплома и по новинарство. Затоа се запиша? Во тој период, да. Сакав да бидам и новинар, ме привлекуваше како професија. Освен тоа, да речеме, сега ова е некоја моја книжевна биографија, меѓутоа ако се погледне професионалната, она CV која се испреќа или кога се бара работа, таму ќе се забележи дека општа и компаративна книжевност,
новинар и искуство како новинар, нели, во печатени, во телевизиски медиуми. Неодамно исто ја завршив и Академијата за дигитален маркетинг. Тоа веројатно се должи на она што го споменав на почетокот. Од дете го препознавам кај себе тој еден немирен дух, авантуристички, истражувачки дух, кој секогаш оди напред кон нови знања, кон нови сознанија. Јас верувам дека човек не треба никогаш да престане да учи, дека секогаш има простор најмногу да се работи на себе, дека секогаш треба да се вложува во себе, дека човек секогаш треба да биде отворен кон нови знаења, затоа што во себе содржиме еден невиден потенцијал и треба да си го испочитуваме тоа. За мене учењето е процес кој никогаш не завршува и никогаш не престанува. За еден љубопитник и еден немирник како што си ти, ова се што говориме е сосема нормално и дури би било чудно да не е така, бидејќи ти си личност, ти си човек кој што постојано бара нови предизвици, сака да истражува и да се тестира себе, да се проверува. Така ти исто учествуваш и во првото списание за хаику поезија Мравка со твои хаику песни. И јас сакам сега да подсетам на вистина на твоите бројни активности на литературен план. Па нешто се разбира дека ќе издвојам, ама бидејќи има многу факти, многу податоци, нешто нема да прочитам, бидејќи ќе биде премногу. Но ти си, покрај тоа што си била организатор на повеќе поетски читања, на промоции, ти си застапена во антологијата на поновата македонска поезија за млади со наслов Пурпурни извори. Ова антологија е подготвена од Сузана Воспасовска. Но ти си застапена и во антологијата 100 без една песна, значи 99 песни, приредена од Светлана Христова Јоцич, мојата изворедна пријателка. Тоа е зборник на поезија, потоа на зборникот Поезија и кратка проза на млади од поранешните југословенски простори, ракописи 30. Тоа е насловот. Понатаму застапена си во антологијата исто така на млади од поранешните југословенски простори, Надвор од кутијата, јас ги преведувам тие наслови, избор на современа македонска поезија во сараевски тетрадки, текстот, антологијата на современата македонска поезија, објавен во Хрватското литературно списание Можности и на други места. Пишуваш поезија, кратка проза, есеи и хаику стикови, како што кажавме пред малку. Се појавуваш како рецензент на повеќе збирки за млади, но не и само млади, туку и на книги од реномирани писатели. И она што е битно и сакам да го издвојам како посебен податок. Ти си добитник на 2 награди, Блаже Конески, за научен есеј. Ајде малку за овие награди за Блаже Конески за есеј. Кој ги распиша? Так. Кој го распиша конкурсот? Во рамки, тоа беше конкурс во рамки на филолошки Филолошкиот факултет. факултет, Тоа е да. оној традиционален конкурс за Традиционален. научен есеј. Да. На кој темите се исклучиво нели поврзани со животот и творештвото на Блаже Конески. Да. И повторно бев потикната нели од професорите на мојата катедра, така што Јас едноставно нели. веднаш да кажам, ти од скромност не сакаш повеќе Так. за тоа кажеш, меѓутоа тоа се значајни награди, значајни признанија, бидејќи ги доделува филолошкиот факултет. Станува збор за ликот и делото на Блаже Конески и на вистина 2 пати да се освојат награди за научен есеј за Блаже Конески е нешто што посебно треба да се издвои и еве можам да кажам дека тоа е факт за респект. Но сега повторно сакам уште нешто од твојата биографија да издвојам. Ти за својата прва збирка поезија
со наслов Ти што излезе од песна. Добитник си на наградата Ацо Караманов. Веднаш да кажам дека Ацо Караманов е значајна награда. Се доделува на Карамановите средби во Радовиш, една манифестација меѓународна, со учесници од земјава, но и од странство. И да се добие оваа награда, тоа значи да си еден од најдобрите автори, кому организаторот му објавува книга, му ја промовира таа книга и големо е признанието што таа награда го носи името на Ацо Караманов. Еден млад автор, кој што за жал погинал со своите 16 години, меѓутоа бил навистина многу талентиран и бил авангарда исто како што бил и Кочорацин во Македонија. Точно. Ти значеше ли многу оваа награда, Ацо Караманов? Многу, особено заради тоа што еве еден интересен податок околу, да речеме, песните застапени во оваа збирка Ти што излезе од песна. Да. Тоа се песни кои јас сум ги пишувала некаде во период од мој 15 до мој 19-20 години. И воопшто и не очекував дека би добиле такво признание, затоа што тоа се оние песни со оној нели првичен младешки дух, да речеме неискусни. Од тој тинејџерски период, да речеме. Од тој тинејџерски период, неискусни во смисла на тоа дека не го содржат оној животен книжевен багарит кој, да речеме, од оваа временска дистанца, сега веќе знам дека го поседувам. Така што сосема неочекувана беше таа награда, рецензент на... Тие песни биле пак сигурно многу искрени, многу така, доживеани. Рецензент на оваа збирка и ментор ми беше токму Светлана Христова Јоцик, една навистина извонредна поетеса, моја драга пријателка со која имавме прилика да дружиме и да соработуваме. Одлично. И во некои списанија кои таа ги уредуваше тој период, така што поттекот за да конкурирам воопшто на Ацо Караманов дојде всушност од Светлана. Од Светлана. Таа беше добродетел, аниматор. Навистина сакаше да, така да речем, да испилува нови имиња, нови автори и постојано ги подбуцнуваше, ги поттикнуваше, ајде, конкурирај, напиши, јас ако треба ќе ти помогнам, ќе ти напишам рецензија и слично. Таква беше Светлана. Јас секогаш велам името комплетно и одговараше. Светлана, една светла душа, една носител на светлина и во својот и во животот на другите. Да, зрак на надеж. Одлично, одлично. Низиното име и одговараше на природата. Понатаму, Силвана Димитриевска е застапена во зборникот на кратки книжевни форми, издание на Институтот Инак од Скопје. За својот расказ "Здолниште од пеперутки", таа е добитник на првата награда на конкурсот "Раскажувам фотографија" во 2021 година, распишан од Фондот на Холокаустот на евреите во Македонија. За мене е значајна награда, затоа што е прва награда, значи највисокото признание го добиваш. Но за расказот "Вода", ти си добитник и на награда на конкурсот за краток расказ на Нова Македонија. Исто така, ова е податок и факт за пофалба и радување. Ти си добитник и на награди на Кокински мугри, фестивалот посветен на Кокино, но ти си добитник на награда и на Меѓународниот поетски фестивал Поезија за деца, стихувалки, а добитник си и на награди на Литературни искри, фестивал што се одржува во Гостивар, и исто така добитник си на една награда престижна за поезија, се вика Наџи Нааман, каде си прогласена за почесен член на истоимената Академија за култура во Либан. Еве, ова е многу необично. И добитник си на награда, за мене нема толку значење, ако кажам, втора, трета, затоа тоа е награди. Тие се награди и не треба
да ги степенуваме толку втора, трета, откупна, тоа се награди. Значи, добитник си на награда за поезија на Меѓународниот поетски фестивал Тафил Келменди во Косово. Значи, повеќе награди спомнавме, повеќе награди издвоивме, видовме дека пишуваш и за возрастни, и за деца, но ти си добитник во 2024 годинава. Да, на награда на Меѓународниот поетски фестивал Антево слово. Јас мислам дека и оваа награда е многу значајна. Ајде малку да се подсетиме и на Анте Поповски, да проговориме и за оваа манифестација и за оваа награда. Значи, манифестацијата што се одржува секоја година во чест на Анте, како писателно и како личност, го вреднува и го афирмира творештвото и на возрастните, и на младите автори, и на вистина, според мене, е многу значајно да си добитник на награда што го носи името на Анте Поповски, во случајов Антево слово. Па ти зашто ја доби оваа награда Антево слово? Така. Интересно е тоа што на Антево слово, значи тоа е на вистина една, можам да кажам, од најдобрите, да речеме, меѓународни поетски манифестации, особено затоа што ете го носи името на Анте Поповски. Имаше можност да се конкурира со име и презиме и со анонимно. Под шифра. Анонимно. Да. Јас конкурирав сосем анонимно, под псевдоним. Интересно е тоа што псевдонимот ми беше Антева Темјана, комбинација, точно, комбинација од името на Анте Поповски, од еден мој циклус песни, кој го носи токму името Темјана, така што мислам дека изненадувањето ми беше поголемо, ама и задоволството ми беше поголемо, кога видов дека нели сосема анонимно сум добитник на една таква вредна награда, едно такво вредно признание. Се уште ми се впечатоците не слегнати, морам да кажам, заради тоа што се уште и не е официјалното доделување поминато нели на Антево слово наградата. Што ми објавено си ја добила наградата. Точно. Меѓутоа, во секој случај, да, за мене е, можам да кажам, една од најдрагите награди кои сум ги добила. Сега, сакам да те потпрашам, бидејќи кога читав делови од твојата писателска биографија, прочитав и дека си добитник на награда на фестивалот Стихувалки, значи со поезија за деца. Што значи да се пишува за деца? Има ли разлика битна меѓу пишувањето за деца и возрастни? И дали се чувствуваш и таму, на тој план сигурна, при пишувањето за најмладите, како и кога пишуваш за возрастните? Така. Ќе бидам искрена, затоа што човек нели треба да е искрен со себе и кон себе, и особено поетот треба да е искрен, заради тоа што поезијата не трпи нели неискреност. Јас секогаш велам, уметноста и поезијата се како едно бело платно на кое нели уметникот слика со четка, поетот слика со зборови, меѓутоа се препознава секој потек. И совршениот потек со четка, и оној потек направен од немерност, и секоја грешка или флека или белек, се е тоа видливо и се е тоа одраз на оно што го носиме во нас, така што поезијата не трпи неискреност. Особено поезијата за деца не трпи неискреност и мислам дека јас пишувам нели и хаику, и куси раскази, и поезија. Меѓутоа поезијата за деца почнав да ја пишувам поттикната од мајчинството и од растењето и воспитувањето на мојот син. Тоа дојде некако така спонтано само по себе. Меѓутоа, од сето тоа искуство можам да кажам дека тоа е всушност најтешкиот вид за пишување, кој бара највеќе да извлечеш од себе, да си најискрен, да се не е убав зборот да се спуштиш, јас секогаш велам да се воздигнеш на висина на дете. Одлично.
затоа што децата го носат она најискреното, најисконското, оние најубави особини, нели, кои ги поседуваат во себе, и да пишуваш за деца е тешко заради тоа што децата се и најискрен критичар. Ако детето, кога почне да чита, еве песничка која му е намената нему, ако почне да чита и веднаш не му се разбуди љубопитството, жарот во него од првите 2 стиха, може и да не продолжи. Апсолутно. Возрастен ќе продолжи, нели, ета од некој милион други причини. Меѓутоа, кај детето тоа го нема. Или ја чита, ја исчитува до крај, или му се допаѓа и допира до него, или не. Да, треба да се испровоцира, да се заинтригира, што се вели на прв поглед, а тоа најчесто се прави или со некоја мудрост, досетка, или треба да е тоа шеговно, хумористично, да го привлече вниманието, но во секој случај се согласувам со Сема дека искреноста и доживеаноста се 2 најбитни елемента и всушност, како велат, налагата и се кратки нозете. И не може со неискреност да се допре до срцето на читателот, а најмалку до срцето на младиот читател. Зошто? Затоа што децата немаат време. Тие се темпераментни, тие се брзи, тие се движат и размислуваат миговно, со неверојатна брзина, стреловито, како молња. И ти, ако почне со некој долг вовед, тие не можат ни воведот да го слушаат, а не подоцно. Затоа мора во стартот, сосема согласувам, да ги привлечеш. И или те читаат, или не те читаат. Или ти веруваат, или не ти веруваат. Или те сакаат, или не те сакаат. Тоа е љубов на прв поглед. И зависи во која фиока ќе те стават уште во стартот. Ова е интересен или не е интересен. Ако те стават во додевен, не е интересен, готово, можеш да читаш и со сати, џабе ти е. И обратно, ако во стартот ги освоиш со некоја досетка, со некоја шега, и тие ќе ги отварат очите, и ти си нивни, и тие се твои. Значи, постои интеракција. Кога веќе говориме за младите, за децата, за учениците, какво е твоето чувство? Дали имаме ние како писатели иднина читателска? Дали ќе не читаат младите читатели, кога ќе поодрастат, кога нема тоа да биде задолжително? Зашто не сите се среќници да се во лектирата. Јас знам дека еден број читатели добив кога влего во лектирата со една моја книга. Но тоа е читање, ајде да речем, задолжително. А што ме нешто задолжително, тоа е под принуда, под присила. Но јас сакам да има доброволно читање. Без наставничката да каже ова морате да го прочитате. Па дури и родителот да не дава налог за што треба да се чита. Ама, детето да го привлече корицата, некој да му ја препорача таа книга поради содржината внатре. И тоа да продолжи да чита современи македонски писатели. Мене тоа ме плаши. Бидејќи јас знам дека тие ќе читаат странски автори. Зошто? Тие ќе бидат рекламирани преку социјалните мрежи, преку електронските медиуми. И тие ќе слушнат дека тој добил Нобелова награда, ајде да го прочитаат. Или добил некоја друга светска награда. А што со македонските писатели, кои што немаат таква пропаганда, немаат таква реклама машинерија? Ти рече дека си и стручак за дигитален маркетинг, да. Значи, какво е твоето мнение, твоето мислење? Имаме, и сега имаме, ама ќе имаме ли уште поголем проблем подоцна со читањето и читателите?
Па јас сакам да... Каде го гледаш излезот, спасот? Така, сакам да останам позитивна, да кажам дека ќе има и дека треба да има и неопходно е да има. Точно дека да речеме новото време си носи некои своји предизвици во таа насока, дека полека нели се наоѓаме на она вага нација која е технолошки, да речеме, или насочена, има се помалку време да седне и да чита. Меѓутоа, она што јас го препознавам во последно време, особено на нашата книжевна сцена, особено и во литературата за деца, е дека се наметнува таа потреба и дека полека се гледа тој глад од тој вид на литература. Еве, оваа година имаше многу настани поврзани токму за децата, нели? Да. Како никогаш досега. Како никогаш досега, така што мислам дека се обрнува внимание и на тоа. И треба да останеме позитивни, треба да продолжиме да вложуваме во таа насока, заради тоа што, нели, се почнува од децата, се почнува од детството. Ако успееме нив да ги привлечеме, ако ги задоиме со така, пишуваниот збор и усмениот, со литературата уште од најрани години, од таа детска ученичка возраст, ќе имаме и иднина како нација, како народ, како држава и ние како писатели. Сакав, блиц, само да те прашам, ќе има ли твоја книга наскоро? Се надевам, да. Кој е насловот и што ќе биде тоа? Се надевам дека да, има 2 ракописа кои се подготвени и кои чекаат да бидат објавени во свое време. Едниот е оној спремен, подготвен уште пред 20 години, рецензенти Јоцик и Михаил Ренџов, нели, соништа и сеништа, кој стои се уште така. Вториот е веќе овој нов, да речеме, кој се создава сега, поезија, двата се поезија. Двата. Вториот е овој сосема нов, каде што е вклучен цикусот Темјана. Добро. Со тоа што, нели, јас направив пауза од некои си 20 години во пишувањето и сега сум веќе во оној период кога, нели, пишувам и за возрастни, веќе имам и материјал подготвен за деца, веќе имам многу работи што се случуваат. Значи има 2 подготвени ракописа, па да очекуваме дека барем едниот од нив ќе се објави. На крајот од емисијата, Силвана, имаме обичај нашите соговорници нешто да ни остават како трага, да ни напишат. Изберете која боја сакате. Таа што ја фативте прва, црвената. Овдека вашето име и презиме, напишете го, може со покрупни букви. Силвана Димитриевска. Во долниот дел, денешниот датум, 10.6, тука слободно може, 10.6.2024. И во овој дел, една мисла, едно мото, гесло, нешто што ти сметаш дека е битно да го запишеш. Поезијата. Нешто сосема кус. Ако поезијата е огледало, ти дојка пишеш, ја веќе надзирам што ќе биде. Е огледало на така. Нешто сосема на душата. Добро, јас верувам дека е така, можеш тука и еден твој автограм на потписче. Добро. Сега и со рак да ви честитам на досегашниот изоден пат и ангажман. Ти си за мене мощен сериозен автор. Јас допрва од тебе очекувам и бројни други дела, и бројни други награди и признанија, и само продолжи така, бидејќи ти си една од светлите звезди на македонското книжевно небо. Благодарам. Благодарам и јас за оваа средба.